27. април е политички нарачан процес, а обвинителството за организиран криминал како и СЈО биле важна алатка за изгласување уставни измени. Ова пред судот денеска го тврдеше поранешниот председател на парламентот и пратеник Трајко Велјановски, обвинет како дел од организаторите за собраниските настани на 27. април. Во неговите воведни зборови наведе дека е смешно за непочитување деловник да се одговара кривично. Смешно и неиздржано е за непочитување на деловникот да се бара кривична одговорност, а за такво нешто постои само политичка одговорност. На 27. април побарав прекин на седницата и неизино закажување за наредниот ден. Се што беше направено по 18 часот е спротивно на деловникот и на законот. Како би било на вас судиите да ви бараат завршен збор среде судски процес? Ќе прифатите ли ваков нелегален предлог, господа судии? Адвокатот Еленко Миланов пред судот рече дека сведокот на обвинителството Александар Василевски Нинџа воопшто не бил во ВМРО ДПМН, а не пак таму да ги видел Миле Јанакиевски и Спире Ристевски како го организираат 27. април. Со листингот од телефонските броеви и вештачењето за локациите на кои се наоѓа телефонскиот број на Нинџа, во тој момент ќе докажеме дека во ниту еден момент локацијата на телефонот на Нинџа и локацијата на телефоните на Спиро Ристевски и Миле Јанакиевски не биле на исто место до 22:13 часот. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција кривично ги гони Велјановски, поранешните министри Ристовски и Јанакиевски, како и поранешниот директор на УБК Владимир Атанасовски, дека со умисла организирале упад и тешки насилства и повреди на пратеници на 27. април пред 3 години, за да го спречат мирното примопредавање на власта.